со Ема Тодоровска и Столе Вилковски денес за Вдоми љубов фест. Тоа е една работа која што рековме многу ни интересира и сончевиот период кој што ни престои. Тука можеме да бидеме веќе спокојни затоа што ќе ни се случува во градски парк покрај многу други настани кои што секако Скопје некако го обликуваат во овој пролетен летен период. Меѓутоа, секој пат со јавното предпријатие Лајка говориме за тоа дека треба да дојдеме, да вдомиме и да инспирираме други приказни, бидејќи секој пат се случува таков еден домино ефект. Мислам дека прилично креативни стана Лајка и со споделувањето на овие интересни животни приказни, сопственик и вдомување на миленикот од кај вас, за да се инспирираат други луѓе и мислам дека тоа сериозно се случува, да речеме, кога ги гледаме тие приказни. Инаку, најдов на информација, така ќе започнеме, бидејќи денеска исто така ќе апострофираме со Ивана на тема вдомување и општеството кон бездомни животни. Дали знаевте дека секое второ бездомно куче на улица е всушност некој пат и милениче кое што било напуштено? Тоа е еден податок кој што Лајка секој пат го споделува и во време кога говориме за една хуманост, за една заедница, за емпатија, начинот на кој што се однесуваме кон можеби за жал немите суштества, говори многу за нас како општество. Така што за разговорот денес за односот на општеството на бездомни животни, вдомување од стационар, нов дом, потоа придобивки од вдомување наместо купување, вие сте ни соодветно друштво за истото. Особено, ќе кажам тука и Столе Вилковски, кој што ни соопшти дека цели 20 години на што се вели на улицата со нашите крзени пријатели, од кои што 16 си од почетоците на Сдруженијето Анима Мунди. Точно така. А веќе сте некако во дамарите на Лајка последниве години, баш ги актуализирате темите и прашањата околу вдомување и стационари и така натаму. Да се осврлат некои, да речеме, теми како шинтерска служба и така натаму и тоа да се пренамени, мислам дека стануваме порафинирани можеби со Лајка во овој дел. Во односот кон бездомните кучиња Лајка е трансформирана и можам да кажам дека Лајка во моментов работи по сите стандарди во однос на благосостојбата на животните и од однос на тоа како беше пред 10 години каде што имаше масовни еутаназии на кучињата како начин и како обид за решавање на проблемот кој видовме дека не вроди со плод како што и тогаш разговаравме. За разлика од тогаш, Лајка сега наместо да еутаназира по 400 кучиња, ние вдомуваме по 400 кучиња годишно, работиме на едукација од прилика? У просек 30% од сите кучиња што ќе влезат во Лајка се вдомуваат. Предминатата година имавме 373 вдомени, лани имавме годишно 373 вдомени кучиња. Вдомени само од Лајка, а минатата година имавме 408 кучиња вдомени од Лајка, од 1300 и повеќе од 1300 што влегуваат, односно во просек околу 30% од кучињата што се влезени во Лајка се вдомуваат. И тоа е наистина нешто показател за работата на Лајка. Да, напредок во однос на ако малку се навратиме во минатото, кога можеби вдомувањето и не беше така. Воопшто актуелна тема за денеска, дури мислам сериозно, имаше една моја пријателка пред известен период вели ја најдов за некој кученце вели на водно, ја вдомив и сватив дека дури вика простете ма повеќе љубов ми даде од веќе моето расно куче. Сакам да кажам, се трансформираат некои работи и патеки кои што ги прави Лајка. Апсолутно, се трудиме, значи покрај тоа што се трудиме да вдомуваме, ние имаме и цели програми што се насочени кон едукација на најмладите, значи почнуваме од детските градинки, основните школи, па се до средните школи, вршиме едукација. Во последните периоди вршиме и онлайн едукација, доколку некои од училиштата не се во можност да дојдат директно кај нас да видат, можеме и онлайн да се среднеме, имаме средби со ученици каде што онлайн вршиме предавање во однос на одговорното сопствеништво, во однос на ненапуштањето на миленици, грижата на миленици и така натаму, генерално во однос на решавање и надминување на проблемот со бездомните животни. Да, во смисла само Марче извини, го спомена Столе одговорното сопствеништво и нешто кое што исто така се провлекува како проблем низ годините, ако зборуваме дека не е само да се биде сопственик, туку треба да се биде одговорен сопственик или поедноставно кажано не е само да се земе кучето или може и мачето, некогаш ако се земе и бездомно маче, не е само да се чува додека нас не е интересно или на нашите деца, а потоа да се остави на улица, што не е исто така за жал, редок пример кај нас, барем вие кои што сте во таа работа сте се соочувале со тоа. Еве може и Ема да дадеме збор или како
кој повеќе на оваа тема би зборувал? Видете сега, значи одговорното сопствеништво е главниот проблем за популацијата на бездомни животни. Колку и ние да сме успешни, колку и да сме добри, можеме само да решиме дел од проблемот, бидејќи неодговорното сопствеништво е изворот на проблемот. Секој оној кој што ги пушта кучињата, што купил куќе, па го фрлил на улица, што го пушта слободно да шета, при тоа да се спари со други кучиња и да има нов пород, е дел од проблемот, генерално. И ние тука мораме да работиме не само организациите, јас мислам дека тука и мораат институциите да земат многу поголем удел, односно удел во контролата на пуштањето на миленици, бидејќи и покрај се, дека не го решиме тој проблем на неодговорно сопствеништво, односно на напуштање на миленици, ние се уште ќе се мачиме со куќата ќе се вдоми, но понатаму популација. дали имате евиденцијата како се чува, до каде се чува? Мислам, тоа е бројка која што реално не може да се следи само од ваша страна и точно е тоа дека институциите треба да превземат малку поголеми. Ние за сите куќиња што се вдомени од лајка, веруете, имаме многу срекни примери, ние водиме евиденција, им се јавуваме, бараме слики, повремено објавуваме преди, потоа приказни, за да бидеме ние сигурни, бидејќи на вистина кај нас вдомувањето е приоритет, меѓутоа многу внимаваме каде ги вдомуваме куќињата. Имате критериуми кои може да вдоми? Имаме критериуми кој може да вдоми, сериозно внимаваме каде ги вдомуваме тие куќиња и бараме повратни информации како после тие куќиња се адаптираат. Столе, има вистина во тоа што го кажа дека секој второ бездомно куќе е всушност напуштен миленик. Бидејќи ќе ја поздравиме и Радмила, ќе ја пратиме вистина голем поздрав, таа чинам дека исто како и тебе има големи сведоштва за жал сопственици кои што постојано ги напуштаат своите миленици по извесен период и нели, тука ги веќе напуштаат милениците, ги напуштаат новите породи, значи им се случува несакана бременост на нивните куќиња и наместо тие куќиња да бидат вдомени или подарени, најлесно им е на дел од граѓаните да ги фрлат во континер, да ги сфрлат на улица, па потоа ние активистите нели да се грижиме за нив или да ги остават пред лајка, иако нели напуштањето е забрането. Многу често ни се случува ние да дојдеме на работа од Сабајли и пред вратите да најдеме пакет со 6 малечки куќиња, па на кои ние мораме после да им го најдеме чарето, бидејќи сопственикот е неодговорен. Напуштањето е забрането, но не постои конкретен закон за тоа, ниту пак може да се истражи кога напуштил. Постои закон, меѓутоа тој закон е прекршочен закон кој има многу мали казни и ние затоа како здруженија, како активисти бараме заострување на тие санкции, односно да идеме по примерот на Хрватска, каде што напуштањето на миленик во Хрватска е кривично дело, така бараме и кај нас да станат некои делумно законите да се трансформираат од прекршочни во кривични. А имаме ли вака доказ за некој што е казнет зашто напуштил? Или законно само на хартија? Ретко, многу ретко се наоѓа за напуштени миленици, затоа што треба да се фати на лице место каде што го изфрла миленикот. А тоа е ретка можност. Тоа е ретка можност, бидејќи кај нас законите се уште не ги обврзуваат ветеринарите да ги пријавуваат оние несакани легла на. Значи го носите миленикот, гледате дека бил дека имал малицки куќиња, или градите лактација, млеко и така натаму, а куќињата ги нема. И тоа ветеринарите кај нас не се обврзани да ги пријавуваат тие сопственици, за разлика на пример од Хрватска, каде што вие ако земете куќе од некого што не е чипирано, не можете да одите на ветеринар, морате да го пријавите тој што ви го дал куќето, за да можеме да ме разбирате да имаме некаква контрола. Кај нас се уште немаме такви закони, меѓутоа работиме на измени, постојано работиме на измени, лобираме врз централната власт како и врз локалната власт, за да одредени закони се и применуваат поригорозно, меѓутоа и да има некои одредени промени кај што сме го увиделе дека тие закони не даваат резултати, дека треба да се заострат. Чувствувам дека и самите градски власти воопшто некогаш го актуализираат толку многу прашањето, експанзивно добива една експлозија што се вели медиумска и потоа повторно ќе се занемари, ќе се минимизира проблемот, ќе се фокусираме на сосема други проблеми и ова повторно ќе заташка како ќе се стави во некаква архива или самиот закон за регулација на бездомните животни и така натаму. Не дека не се менува. Проблемот е што повеќе институции делат ингеренција врз проблемот и не секогаш се ефикасни во координацијата меѓу себе. Вклучувајќи се како и Агенцијата за храна и ветеринарство. Точно така, бидејќи тие имаат еден куп други обврски, затоа ние како активисти сме барале и тоа да се поедностави, односно по примерот на Хрватска и на другите земји, да имаме посебни оделенија кои што ќе се работат само
оваа проблематиката на бездомните животни, на напуштањето и така натаму, да има посебни тела во рамките на институциите кои што ќе можат само ова да го работат и да работат само на оваа проблематика, да не ги делат во однос на своите ингеренции на други проблематики. Така ќе бидеме и поефикасни многу. Имаме уште прашања Столе за тебе во однос на сето на кој што се однесува и за вдомување, но и за едукација кога зборуваме откако ќе се вдоми миленикот, но за да имаме баланс во разговорот, јас би ја прашала Ема за она кое што го најуваме меѓу другото во склоп на нашата денешна тема. Тоа е настанот кој што ќе се случува на 31 мај, така. Кучињата на Лајка парадираат кон нов живот, ревија очепишто чекорот со надеж и тоа е нели темата која што ја поставивме како таква, бидејќи буквално и тоа го отсликува веројатно кога би знаеле да зборуваат, секој ќе си ја каже својата надеж дека можеби нели најголемата желба е да завршат во топол дом, да. Каква е организацијата оваа година, што се има можност да се види на 31? И меѓу другото, мислам па како што кажа Ивана, всушност темата која што ја говориме днес околу бездомништвото е всушност тоа ќе биде всушност на Дом и љубов фест. Дека целиот настан кој што ни предстои, многу се радуваме за него, е концепиран баш да го поддржи се ова што го зборуваше Столе до сега, во смисла да дадеме фокус на одговорното сопствеништво, на хуманото третирање на животните, како и на вдомувањето како важен сегмент. Кога кажам ова, сакам да кажам дека секој од нас како граѓанин е активен чинител и може да придонесе кон ова. Значи, секој од нас треба да погледне како ние можеме да придонесеме кон вдомувањето, хуманото третирање и одговорното сопствеништво доколку имаме миленици. Да, најчесто всушност ова се ваши како отворени денови нели во улогата што има Лајка, да биде можеби медијаторот помеѓу бездомните кучиња и сега дај Боже одговорните сопственици. Меѓутоа ќе има многу работи и карактеристики самиот 31 мај како ден и ќе се случува токму во градски парк. Да, ќе се случува во градскиот парк, ќе биде убав настан да го заокружиме мај, ама и да го прославиме убавото време, пошто слушнавме дека ќе имаме сончеви денови. Да, ќе се случува кај 8 чешмички позади Вело кафе, тука на тој тревник. Сакаме да ги поканиме сите предсекрзнени членови на семејството, потоа и луѓето кои што ги сакаат милениците, кои што ги сакаат животните. Ги спомнав оние три елементи: хумано третирање, вдомување и одговорно сопствеништво, затоа што така некако и го концепиравме целиот настан, односно активностите кои што ќе ги имаме во самиот настан. Почнувајќи од модната ревија, значи кучињата на Лајка ќе бидат дотерани од Ирина Тошева, која што заедно со жените од КПУ и Дризово ќе ги шијат банданите и рачно ќе ги везат, значи тоа ќе биде стварно преубаво да се види. Меѓутоа, дел од кучињата ќе носат и многу важни пораки кои што, да, нели многу често знаеме да кажеме дека кучињата немаат глас, сега одлучивме да им дадеме можност да пренесат некои пораки кои што е важно секој ден од нас да ги види и да ги слушне. Тоа всушност ќе биде и отварањето на настанот, потоа следат две интерактивни игри, покажи што знаеш и пронајди ја наградата. Ќе има судии кои што ќе оценуваат по одредени критериуми. Значи ќе има можност луѓето да се пријават за овие две игри. На лице место се тоа така? Не, има онлайн линк кој што стои во настанот. Говориме сега за надпреварите да се пријават. Да, за надпреварите. Значи ќе може да се пријават за покажи што знаеш, доколку знаат некои трикови да ги покажат. Во однос на играта пронајди ја наградата, ќе има хартиени топки во кои што ќе има скриена награда и тука ќе се оценува најбрзиот нос што ќе успее да ги најде наградите. И исто така во рамки на овој настан е предвидено да има едукативно катче заедно со ветеринарите од Лајка, кои што ќе делат бесплатни совети и сите луѓе кои што сите присутни со своите миленици доколку имаат некакви прашања, можеби загрижености за своите миленици, ќе може да добијат бесплатни совети. Прегледи дали се вклучени? Да. Прегледи се вклучени и ќе има и дресер кој што ќе дава бесплатни совети за дресура, за основна дресура. Да се подобри комуникацијата, можеби имаат некој проблем кој што сакаат да го детектираат со куќето, мислам во смисла на послушност и команди и слично.
И токму затоа ги спомнав овие три елементи, така некако се провлекуваат низ овие активности. Од колку часот некоја? Од 11 часот до градски парк. И се со цел да нели се дома со повеќе животни, Да, што да, тоа е крајната Додека ги желба. гледаме, додека вие говорите, ние ги гледаме фотографиите, да речеме од Понго, Макс, тоа се Понго не беше во студио, може не беше, се сеќавам, да, и вистина се кучиња кои што долго време го бараат собственикот. Се надам дека можеби ова ќе биде баш ден за да се пронеде, да се зголеми овој процент можеби кој што го сподели Столе. Така, добро дојдени са сите кои што размислуваат за вдомување, затоа што наистина можеби таму ќе си го пронедат своето крзнано Нов пријател и компањон. Да, ние секогаш сакаме да кажеме дека не постои разлика помеѓу купен миленик и вдомен миленик. Да, и тоа е така. Дури повеќе вдомените миленици се дури и поблагодарни и посрекни и повесели кога ќе конечно најдат дом. Така што ги охрабруваме секогаш луѓето да бидат дел од решението наместо дел од проблемот и да вдомуваат наместо да купуваат, пошто тоа е единственото хумано и правично. Да, освен Скопје може да кажеме некој друг град кој што вистински да речеме придонесува, кој што би го ставило на некаква скала, кој што вистински придонесува за да се намали бројот на кучиња. Па јас би рекол дека во моментот не е ова компетитивност помеѓу градови, туку баш ме интересира. Јас мислам дека Битола почнува конечно со Хачико, мислам од она што го имаме со стационарот, дека и Битола почнува полека на некој убав начин да го решава проблемот. Сепак се многу помлади од нас и со нов проект па се надеваме дека ќе биде успешна приказна. Генерално се отвараат повеќе стационари низ Македонија. Меѓутоа, еве, јас би го одвел Битолскиот како еден пример кој што, да речеме, ги задоволува во позитивен аспект. Да. Читам дека пред неколку месеци ги имавме ние и Хачико во студио. Практично од октомври месец читам дека тие работат се многу отчетни и добри во актуализирање на Што значи дека треба да се следи тој позитивен пример и во останатите градови од нашата земја. Но ајде малку да позборуваме за едукацијата, бидејќи ние од една страна споменавме што треба да превземе лајка или што превзема, што здруженијата, што институциите и така натака, но од друга страна што можеби и превагнува е свеста и совеста на луѓето. Значи ако имаме свесни и совесни луѓе, нема да имаме напуштање на миленици, нема да имаме оставање на поколенијата на милениците или оние кои што се новородени и туку така да си заминеме. Значи треба да се поработи и во однос на едукација, но и на освестување. Сега докаде сме со тоа освестување? Некогаш и денес Столе како човек кој што се долги години во оваа работа, веројатно има и во овој дел напредок со оглед на бројките на овие кои што ги споминуваш, но сепак има такви примери кои што за жал го рушат просекот, или ќе го земат па ќе го вратат, или ќе разочараат на некој начин. Мислам, тоа не дека го нема генерално секаде, но кога зборуваме за нешто што треба да се превземе или да се освести кај секој од нас, веројатно е и тоа. Се слагам, значи свеста е генерално зголемена кај добар дел од граѓаните. Значи успеваме да допреме до многу граѓани, подигната е свеста, меѓутоа пак ќе кажам, кај оној дел од граѓаните кои што се уште не се разбудува свеста, треба законот дефинитивно да биде построго применуван од една страна. Од друга страна, работиме, како што рековте, на едукации од најмладите категории, бидејќи нели иднината се децата што доаѓаат, што ќе не наследат, и токму заради тоа ние се трудиме од градинка до средно школо да адаптираме различни програми и предавања кои што ќе бидат нели соодветни за нивната возраст и до сега имаме изработено голем број таков тип на предавања. Работевме со 10 општини со основните школи, работевме со неколку средни школи, а од оваа година работиме и со детските градинки. Ги повикуваме да дојдат во лајка и одржуваме едно основно предавање, што значи да биде одговорен со сопственикот од најмали, така натаму ги запознаваме со животинките, остваруваат контакт и мислам дека тоа е еден пример кој сакаме да продолжи во иднина, бидејќи само со добра едукација и добра подкованост на најмладите, мислам дека ќе имаме просперитет во иднина уште поголем и уште подобар. Да, често родителите, односно децата кои што живеат во семејство каде што има животни, веројатно ја чувствуваат, ја даваат љубовта и знаат како тоа изгледа, но на пример постојат и такви случаеви каде што имаме, нели, луѓе кои што од одредени причини се плашат од најчесто од кучињата. Да, постојат да речеме типични предрасуди. Па туку тој страх некако се
префрлува и на децата, кои што се уште не се свесни за тоа, нели? Што значи па може да биде само префрлено, односно превземено, а не нешто што тие би го чувствувале. Точно така, многу често бабите, дедовците, родителите им викаат пази тоа куче, немој да идеш, прљаво е ке те касни и така натаму, се до тоа се од фрустрација, од недоволна информираност, од недоверба и така натаму, и буквално работиме на тој сегмент на децата да им објасниме и практично, освен што и разговараме со нив, им даваме прилика и да поиграат со тие кучиња, да ги прошетаат, да се погалат со нив и така натаму, да видат дека не е баш така. Да, и воопшто кон секое живо суштество. Ние имавме еден негативен пример неодамна, сигурно го и вие го споделивте поточно, го знаете тоа, за повредениот штрк, нели тоа и на социјалните мрежи, како и се друго се рашири, што повторно е еден негативен пример, но и апел до младината дека тоа не е начинот на кој што треба да не се однесуваме со животните. Двојна улога секој пат имаат овие приказни. Претпоставам дека општата перцепција кај граѓаните можеби нели околу кога ќе се види бездомно куче има некогаш сочувство, страф или равнодушност. Она што го начекувате последниве години се менува таа општа перцепција со Па генерално нели како што рековме јавното мислење е поделено, ама сепак мислам дека поголеми од 2/3 од граѓаните ја сваќаат проблематиката и се залагаат за хумано решавање на проблемот. Сепак имаме уште некои блесоци од минатото каде што нели порано се елиминирале кучињата и така натаму, и се уште еден мал дел на луѓето идат по таа аналогија, меѓутоа се помалце и се надеваме дека конечно целосно ќе се смени. Да, и самата ваша присутност мислам дека менува исто. Па се надеваме искрено. Да, инаку она што е можеби клучна алка во работењето на јавното предпријатие Лајка е домување од стационар до нов дом. Секој пат е убаво да потсетиме на тоа како изгледа процесот нели наменување на оваа реалност од нели самата посета па до потпишување, тоа што нели го има да речеме Лајка, и што треба да се знае да се подготви секој ден собственик кога ќе го земе кучето од Лајка. Значи ние во Лајка правиме најмалку 2 средби на потенцијалниот домувач пред да го земе, бидејќи сакаме, како што реков, многу внимаваме кај ги домуваме кучињата и сакаме да бидеме сигурни дека тоа куче и тој нов собственик ќе бидат компатибилни, односно ќе дојде најмалку 2-3 пати да се запознае со кучето, да види што е, да му објасниме кои му се неговите мани, кои му се неговите предности, што може да очекува кога ќе дојде дома со него и така натаму. И генерално нудиме и поддршка деновите после тоа, доколку на некој му е потребно со нов миленик во новиот дом. Генерално ретко се случува да ни го врати некој кучето, а 99% од примерите се, како да ви кажам, кучињата се како препородени, живеат нов живот во услови кај што не можеле ни самите да ги наместат од улица каде што биле тепани, мачени, неизбањати, прљави до ситуација каде што спијат во кафичи, на кревети, чешлани, шетани, подмирени се. Трансформација не видиме. Но имајќи собствениците веројатно позитивни промени од страна на милениците и за тие што ги вдомиле. Се случило до сега да речеме Лајка кога се случува подписник на собственикот со нели вдомување на куче да едноставно заклучите и анализирате, направите нека добра проценка дека овде нема да се случи тоа. Апсолутно не ги даваме секогаш ако процениме дека вдомувачот не е соодветен, значи ние не даваме куче што е постојано колку да го дадете кучето така. Значи ние прво не даваме куче што е постојано на ланец, мали кучиња не вдомуваме во надворешни услови. Значи бараме да ви биде заграден дворот, да имате основни услови, баршуваме кој ќе го чува, како ќе го чува. Да, тоа се критериумите што ги сите критериуми, па подоцна бараме од вас доказ дека е тоа така, бидејќи сакаме да бидеме сигурни дека и тоа што сме го видели, што сме го речеле, дека е така. Така што се случува, се случува да не добијат куче, затоа што сме процениле дека домувачот не е сериозен и дека условите кои што сакат, во кои се сака да ги чува кучињата не се соодветни, во таков случај не вдомуваме. Да. И ви земи за стола еве прашање кој како сака може да или да земе прв збор во однос на организирањето на вакви настани кои што привлекуваат се поголем интерес кај нас, барем мојот впечаток е таков, ќе го кажете и вие вашиот впечаток. Колку можеби правиме, не можеме да направиме споредба, но земаме некои позитивен примери од земјите како во регионот, така може и во Европа, бидејќи и таму се одржуваат на некој ниво вакви, да речеме, настани кои ги привлекуваат љубителите на миленици, но и
и нудат можност да и тие се добијат свој миленик. Колку забележувате и досега, но веројатно и по оној сенс кој што ги имате и со тие со кои што комуницирате, дека постои навистина поголема заинтересираност и за присуство и за консултација со тие стручни лица кои што ќе бидат, споменавме дека се дел од програмата, но и отвореност да позборуваат за нешто кое што досега било само техничко чување на куќата. Па, генерално свеста се зголемува во Македонија и интересот се зголемува кај граѓаните. Нашиот генерален проблем е што луѓето веќе немаат простор да ги вдомат тие куќи. Ние имавме навистина добар фидбек на почетокот кога почнавме да вдомуваме во Македонија куќи, имавме одличен фидбек, меѓутоа со текот на годините и оние граѓани кои што сакаат да вдомат, кои што се хумани, имаат помалку простор, а неодговорните граѓани, нели, ја пополнуваат таа празнина. Единствено тоа можам да кажам дека е можеби еден проблем каде што дополнски не можеме дополнително плюс еден инпут да внесеме. Меѓутоа, од аспект на заинтересираност, од аспект на проток на информации, совети и така натаму, мислам дека е прилично зголемена во однос на претходните години. Супер. И присута. Само уште едно прашање, бидејќи сме веќе кон крајот, постои информации дека од одредени градови од нашата земја, бездомните миленици на некаков начин ги транспортираат тука во Скопје и ги оставаат на улица. Докаде сме со тој проблем? Па ние тоа го викаме куќешки туризам, земаат цели комбиња полнат од некоја општина каде што најчесто немаат ни програми за работа, значи дел од општините, само 28 општини од 82 имаат програми. Треба и си го решаваат проблемот со тоа што ќе го префрлат проблемот на друга општина. Имате информации како од каде тоа, кои се, што се? Па имаме делумно информации, за делумно немаме. Ние при секој таков настан идеме, бараме камери, бараме асистенција од полиција да го лоцираме возилото, да поднесеме пријава против тоа, меѓутоа можам да кажам дека делумно се остварува, делумно не, бидејќи Скопје е голем град и не можеме да бидеме на сите места истовремено и не секаде се покриени сите места со камери. Само едно предпријатие кое што така работи можеби на така што да, се уште се проблекува овој проблем, меѓутоа ние будно следиме и секој оној што ќе биде начекан, фатен. Да, одговорност мора да има, односно некој треба да одговара за тоа. Веројатно дека кога ќе постои такво нешто и можеби ќе се превенира понатаму да и кога ќе се зголемат казните, кога луѓето ќе сватат дека тоа е сериозен прекршок или кривично дело и кога ќе бидат свесни за можноста дека навистина ќе бидат казнети, јас мислам дека исто ќе има позитивни, како и да е, приказите кои што ги правите и оние визуелни се прилично достапни за јавноста и се вистина едно, ја би рекла, една нова табула раса кај секој една создава едно чувство на поинаква перцепција и да се менува можеби таа геометрија што се вели во нашата средина, така што ќе ги поканеме уште еднаш за да направиме нова промена. Ова е убав отворен ден на 31 мај да ги поканеме во 11 часот кај познатите 8 чешмички. Одлична, убава можност за одлична дружба со најдобрите пријатели на луѓето, се разбира секогаш во одлично расположение, оние кои што знаат да го разберат нивниот јазик, тоа ќе го видат во нивните очи и комуникацијата веројатно помеѓу сопственикот и миленикот на еден таков начин. Ви благодариме за вашето време и за информациите кои што ги добивме. Благодариме на поканата.